Денеска имам посебна причина да бидам тука и да ги поздравам граѓаните на Вардарскиот и Пелагонискиот регион, бидејќи денеска сме тука за да ја стартуваме новата фаза од реализацијата на експресниот пат Градско Дреново, иницијатива која дојде како барање на граѓаните на овие два региони. На овој начин, граѓаните од Градско, Росоман, Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола, Крушево, Кривогаштани и други населени поголеми и помали места, зедоа учество, и тоа директно учество, во инклузивни програми на владата. Се вклучија со нивни предлози и упорност да отпочне да се заврши овој експресен пат, како исклучително важна делница од Коридорот 10, но и исклучително важна патна артерија за двата региони, за граѓаните и за компаниите. Експресниот пат во должина од 15,5 километри е дел од крак Д на Коридорот 10, делница која оди од Велес кон Игуменица преку Прилеп, Битола, Лерин, исто така познат како Вија Игнатија. Коридорот 10 е најважната меѓународна рута која поминува низ земјата. Тој го поврзува регионот со останатиот дел на Европа. Ги поврзува сегашните и идните земји членки. Експресниот пат ќе се гради по сите безбедносни технички стандарди, што ни дава сигурност дека безбедноста за сообраќај ќе биде на највисоко ниво. Ова го потенцирам бидејќи сите знаеме во какви услови сега се вози на овој патен правец. Согласно договорот, експресниот пат ќе биде завршен во 2020 година. Она што сакам да потенцирам е дека владата и ние како министерство во соработка со јавното претпријатие за државни патишта вложуваме многу труд и време на изградба на оваа патна делница која е главна врска што го поврзува Вардарскиот со Пелагонискиот регион. Во таа насока сакам да нагласам дека во тек е изградба и на делницата од Дреново до Фариш, проект каде што наследивме сериозни проблеми, но со многу посветеност ги надминуваме, што може да се забележи на терен, каде значително е зголемен интензитетот на работа.